Во време на зависност од социјални медиуми, лајкови, шерови, мобилни, гаджети, трчање, брзање, полека но сигурно загубивме допир со себе и реалноста. Затоа денеска го гасам мојот мобилен, зашто ми треба нормален човечки муавет со пријателите. Јас сум Жарко Димитриевски, а ова е 1 на 1, сезона 12. Некои автомобили се предодредени да бидат хит. Во една ваква машина се влюбуваш не само поради изгледот, туку и чувството што го имаш додека возиш. Toyota Yaris едноставно е забавен за возење, како да си во некој моќен картинг со топ изглед. Компактен и со мал радиус на вртење, паркираш таму кај што другите не можат. Прав градски фраер. Комбинацијата на бои на каросеријата му дава особен шмек. Ярисот е мал ама голем, топ количе. И не мислам само јас така, многу е тешко да најдеш Ярис на старо, оди побарај, не ги продаваат. И кога ќе купат нова кола, Ярисот си го чуваат. Новиот Ярис хибрид вози на струја дури 80% од времето поминато во градски метеж. На бензинска ќе одиш толку ретко, што ќе ти треба роден ден да ти честитаат секој одење. Модерен, економичен и безбеден, покрај стандардните 7 воздушни пернишиња, има уште едно меѓу возачот и совозачот. Нема друго возило во оваа класа со толку многу перничиња. Ко спалната на Жизеле. Ова е најновата, 4-та генерација на Ярис. Сосема нов изглед, облека и шминка, спремна за градските модни писти. Спремен и за мојата денешна гостинка. Нашиот топ модел, Катарина Ивановска. Ало, сте барали на овој телефон? Кики? Јас сум. Кај си, Кики, Жаре? Кој Жаре? Жаре, ајде, имаме емисија у шпица ова оди, што ти на тебе сите гледаат? А, Жаре, да, окей, да. Кај си? На пешачки. Те чекам. Добро, мислам дека те промашив, вртам круг и доаѓам. Ваква скандалива да промашиш. Чао. Ево го, Жаре. Hello! Како се викаш ти? Како се викаш? Се викаш човекот што се срами. Јас се викам Срамежливко. Кажи како се викаш. Јас се викам Вања. Вања! Вања. Супер, Вања. Кај си, Кики? Добра ли си? Еве. Се немаме... Да, се знаеш што е добро? Може да те нацинхронизираме ако сака. Еве, добро. Вања, ќе одиме да пиеме чајче, кафенце? Може бола да го глумам ако прават Може? серија нова. Со мама, па Ајде, секако па со со мама, мама, тама ајде. работен. Ти мислиш дојдовме ние тука мама ладно сама е. да ја земаме. Ајде да Одиме. влеземе во кол. Let's go. Жаре, знаеш да возиш? Не, ама ќе пробаме. Let's go, Вања и Кики. Да се прекрстат. Ова ауто е створено за вака. Шофер, мајка и дете. Јас тоа сакам. Шофер, мајка и дете, ништо друго. Тачно, тоа е животот. Тоа е животот. Ајде, баче. А ти што возиш? Твингора, но? Рено Твинго. Да. Значи исто вака малечко, убаво, сладко. Да. Стварно е убаво. Кога го купи? Кога сега? 2020? Ептен ново, значи. Да. Портокал, манго боја. Манго боја. Портокалово жолт. Вау. А зошто толку касно зеде возачка? Ајде, зашто? Ајде. Не, види, затоа што кога живее во Њујорк 10 години, Не ти треба не кола. ти треба кола, па тука Така. живеев во центар и Пак не ти секаде, треба да, кола. walking distance ми беше. Ама сега, Али мама. сега дека сум со 2 деца и стварно бев против, али Против деца? никако, никогаш. Туку против кола, но навистина сега ми е потребна и сега Точно. сватив дека од кола не излегувам. Ама добро, друго е. Ко си сам за себе и со точачи, и со Да, тротинетче, точно. и лесна работа. Па не сум за тротинет, едва јадам на моите 2 нозе. Така што тротинет никога еднаш пробав и Си ќе паднав. паднала некојаш? Да. Да? А од моторот такви работи? Да. Како Да. мала еднаш имам паднато со она Стојановска. Аха. Она возеше едно Па со жолто. неа што све не сте направиле? Еба човече? сега Тато не си паднал. не сум паднал, да. Од што? Од моторот. А, Да, не сум добро, паднал. добро. Лесно положи
Кога полагаш? Иначе полагав со стомак до заби. Бев 9 збориш, месец трудна. Па кој ти даде така дозвола, бе, човек? Не. Си положив од втор пат. И тестови, и полигони. Ја Еднаш не... Слушај, клапна? чекај малце. Кажи. И ја не сум совршена. Дури и јас не сум совршена. Дури. Пупу. Дури ја не сум совршена. Чекај, како е да полагаш 9 месец, стрес од бремено, стрес од Боже тестови? мили. Не? Дај Боже да е тоа најголем стрес што Викаш? човекот го поминува, да. Како ти пројде вака бременоста, сакам да речам, Која се бре? окей, убаво? Двете, да, Двете. супер. Браво, бе, Кики. Сватив дека многу сакам да сум бремена. Тоест, Не зезај. периодот во Дека те бременоста... тинтраат или што? Не. Никогаш Па никој што нема беше тинтра. убаво? Уживам, не знам, уживам. Неверојатно Или моментов што растеш битие во тебе. И тоа е, и дека знаеш дека ќе дадеш живот. Така. А како беше кога ова малечко сонце позади дојде на свет? Зборам онака, знаеш, тие денови, мигови, едно друго. Озбилно, сериозно те прашам. За прашам. нешто сега. Ако бе, па Јас те можда, не прашувам. знам. Можда и други ве. Како можда и можда овие не знаеш? тука. Па можда кој да знае? Комшијата. Па види. Па Има и така, такви. види, никогаш точно. Се и опција. Не, сериозно, знаеш како е? Менува, многу менува. Прво, значи, најубавото чувство на свет е да се реализираш како мајка. Го Добро. посакувам на сите, тие што сакаат, нели? Да. Али дали ми го промени животот, па освен безгрижноста, нели, кога заврши. Кога си сам за себе. Точно, сега Вања и Кира ми се на прво место, иначе да кажам дека некоја драстична промена има, нема. Аха. А како ти знаеше дека ти е време? Онака Никогаш нема еден момент нормално. Никогаш не знаеш кога е време. Така е. Ама што осеќаш онака, што си викаш? Никогаш не едноставно go with the flow. Така? Да. Треба да се решиш и цепам. Значи нема тоа секогаш мајка ми ја прашува пред да останам трудна, века мама од кај знаеш, ми кажа никој не знае. И никој нема мајчински инстинкт. Тоа доаѓа. И стварно е така. Одиш у Мавро? Ние таму Одам. се гледаме Да. од време на време и си Сега, мафнуваме прочитав вака. добро дека девојка ти е мавровчанка. Па и таму има викендица, Аха. имаме Опа. овако и да, таму се гледаме, јас и ти си мафнуваме, Да. ти обично те гледам како трчаш. Како морам трчам, признам. трчав и со Кира, со количката. И сама трчаш исто Сама. тоа и Да. зошто? Не можам да трчам со некој друг затоа што збориме за морува. Аха. А вака ми е Сакаш да кажеш полесно. тоа ти е малце како време сама за себе? Па Дај да си се оладам. да. Например, многу ретко луѓе сакаат да џогираат. Особено сакаат да џогираат сами. Аха. И али јас стварно кога трчам, тие са да има 45 минути се ги средува мислите. Саат И ако време. ти кажам уште на шо трчам, ќе ме извадиш тука. Како на мислиш? пешачки. Што музика слушаш? Шо музика слушам? Што бе? Искрено, појма немам со тебе, ништо не ме чуди. Стварно, буквално што и да ја речеш. Може ми да те Леле, замислам Еми и на... Winehouse. Еми Вајнхаус? Значи, Еми Winehouse и кога сум во депресија, Адел. Значи, А no sense. ти не си трчаш и плачеш. Еј, да. Трча и летаат Да, сълзите. па и тоа се случувало. Види, секој ни се случува да сме тажни сега, да се разбереме. Точно, не сме од И кај, да. илјадници причини може да ти бидат да те направат тажен. Точно. Мене, например, тажен ме прави кога ако земам да филозофирам сам со себе за животот, за шо е смисла ваму таму. Знаеш дека знам да се задлабочам врати во се, жаре, тоа. врати се. Не, Врати се озбилно, во кола. Луда работа е тоа. Ако Да, земеш еве, да си например, што ме мислиш. натажи за вчера, бев да се тестирам Да. за ковид, што што имам снимање следната недела. И нели најчесто страдаат постари лица. Добро. И кога видов баба и деда за тестирање, не речи срцето ми се собра. Значи знаат такви моменти да Да, те да, растажат. да. Детенце, проси, Точно. јау, тие работи. Или кога дознав дека бебињата ромиве на семафор, Добро. кога просат дека ги рентаат и дека диазепами им даваат, Ује. за да не плачат и за да не јадат. Да, тоа знае да биде Оф, срце кршачки. Ама да. нели треба државата да го средува тоа, бе? Види сега, треба не може све механизми да да ја има. кривиме државата за све, треба и ние малце. Како ние да го Да решиме се- проблемот со диазепамите на Не, бебињата сега кај јас ромите? сега, па сега ти се фати за тоа. Општо, целокупното општество.
Значи сакаш да кажеш секој не треба да седи на задникот да ми извини, него треба да мрдне и да си направи Точно, нешто, а не да така е. очекува некој Треба друг. да си тргнеме секогаш самите од себе. Сега ќе одиме тука да видиме некое кафенце да мавнеме. Ајде. А не сум пиена кафе да ти кажам. Од Сабајле? Да. Колку пиеш кафење на ден? Едно. И good for you. Едно, затоа што Браво. ни по природа сум Ти ги темпераментна. чекам оце. Цигари пушиш? Чапат. Понекогаш, да. Добро. Кафе е едно, тоа е Да. добро. Нешто не пиеш премногу. Пиво, морам да кажам, пиво си пијам Па добро, ама често. пиеш колку? 3-4 чаши максимум. Ма не бре, Не толку една многу. лименка пиво. Ништо не За е тоа. живци. Ништо не е тоа. Така да генерално А тврд алкохол? Тоа Да. збори жестоко нешто? да. Па сега нормално дека знам и тоа да се напијам, ама колку што можам, колку што ми дозволува и времето. Времето. И па времето нормално Во кој деца имам. случај? Добро. Да. Видиш, човек без деца не Кога човек кој е на тврдо цело време, тоа не го ни мисли. тврдо меко, да, што да. Тоа е. Киги, викаш со коронава нема многу работа. А кога било некојаш, подсети се, кога многу имало работа? Си имала таков период? Да не знаеш главата кај ти е од сликања, фотосесии? Тоа, да, моите почетоци. Да? Да, пред Како бе така? Пообично сите 15 години скоро, да. Пред Ако си 15 30, години. е. И па види како ново лице сите те сакаат, ти те бараат затоа што си интересна, си атрактивна, не си уште Цената не ти искористена. е толку висока. Точно не е толку висока, но затоа се оние ревии што се престиж, значи правиш ревии, За да потоа, натепаш портфолио? Да, за да те видат нели луѓето. Добро. Па потоа снимаш едиторијали и на крај кампањи. Чекај, што е разликата? Што? Да речеме едиторијал и фотосесија. Ај објасни ми, знаеш, тој дел. Што све може да сликаш? Може да сликаш. Едиторијал ти се оние слики кои ги има во магазините. Добро, Фотосесија јасно. и тоа е фотосесија, но Фотосесија фотосесија може за да биде едиторијал. Така, но фотосесија може да биде за кампања, фотосесија може да биде за каталог, за све. Беше популарно едно време, нели, Me Too movement, кај што девојки си Биле, ги да. кажаа сите работи. Ти, фала Богу, ништо не никогаш напиша. сум немала. Така? Ништо не напишав. Секогаш ќе го поддржувам тоа Не, затоа знаеш, што зборам, немаш таква знам, работа. но никогаш не ми се случило на мене таква нешто или непристоен предлог или некој сексуално да ме А ти се нападне. доверила пријателка Не. од сцената да Не, рече не, Кики никогаш. вака? Не, никогаш. Значи што за тебе тиче не имало такво нешто. Не сега, значи јас можам само да зборувам од мое име, така. Да. Така што никогаш нема. Мислиш дека ти си направила амбиент да нема, а некој можда Па дозволил? и морам да кажам дека и се сложувам со тоа до некаде. Никогаш леле, знаеш како ова е многу една кревка тема затоа што Ма добро, треба да збориме за работите. Можеби на пример види, можеби тие не дозволиле, но едноставно биле насилници. Не знам Може. дали ги тепале, дали им впериле пиштол, значи сега да не Заклучуваат одам врата, можда. точно од крајност до крајност, но никогаш не сум била во таква ситуација. И Дали треба да се зборува гласно и јасно. Точно, тоа го зборам. Против насилство било како. Ама како сама девојка која колку 10 години живееше Да. сама, како сама девојка мора да си имала некој, како да Ама кажам, зашто да мора? Никогаш не сум имала. Ништо Ама не, мора. одбрамбен механизам сакам Ама, да речам. Мора да имаш точно, некоја види, од стар да даеш до знаење, друже, ја овде сум професионална. Морам да кажам на големо благодарам прво и на моите дома затоа што ме испратиле знаејќи дека нивната ќерка е доволно зрела и стабилна. Иако 17 години само имаше. Точно, но првиот пат бев со сестра ми, така што она ме Она е 7 чуваше. години Она е постара. 8 години А, постара. И морам да кажам дека мојата агенција Woman е една од најдобрите агенции, дека ги користи сите механизми да ги заштити своите девојки. Да.
Уживај во еден на еден со Good Nature. Направи си навика за чај и чувствувај се многу подобро. Мала промена за голем резултат. Секојдневно се стремиме да ги оствариме целите кои ги поставуваме. Преку нив го трансформираме нашето однесување и односот кон околината. Веруваме дека промените се есенцијален дел од процесот на создавање квалитет. Токму затоа го креиравме новиот дизајн на Magnesium 400 Plus B комплекс за секојдневна употреба под брендот Multi Essence. Од сега со 3 нови премиум производи, мултивитамини и минерали во форма на таблети и кесички за директна употреба. Multi Essence е нашиот влог за здраво секојдневие од Алкалоид. Од многу обврски немам време ни за децата, но тука ми помага мојата тајна. Готвејќи за нив, ги правам срекни и здрави. Ова е мојата причина поради која готвам. Која е вашата? За тие што сакаат вистински јогурт во нова амбалажа. Млекара Јока. Размислувај природно, храни се здраво. Со секој изгреј сонце се раѓа нов ден, а денот е најубав кога почнува дома. Онаму каде што си сигурен, безбеден, среќен. Затоа сме тука. Golden Art. Дом, не само стан. Потопло, поевтино, поквалитетно. Еколайф пелет за вас. Во секоја ситуација ти остануваш на ниво на задачата. Комбинираниот Garden Fresh фрижидер од горење може да ги пренамени фиоките за месо и риба, за да можете да ги чувате овошјето и зеленчукот подолго време свежи. Горење. Со Браво премиум нема илузија. Најдоброто кафе оваа година ви носи Citroen C3. Во пакувањата од 100, 200 и 500 грама ве очекуваат 4 автомобили. Третиот добитник на Citroen C3 е Клаудија Марковска Станков од Прилеп. Најдоброто кафе, секогаш највредно. Браво премиум. Ево го Столе, во боите на Пакомак се упатува кон целта. Никој не може да го попречи. Силен пробив. Моćно движење. Дали ти има погодок? Гол! Гол, гол, гол! Столе успешно рециклираше во корпата на Пакомак. Тоа е број 1 во Маналото. Игра чисто, одговорно и се грижи за својата околина. Некои кафиња ги купувате за наградни игри, а некои за уживање. Доколку сакате врвен квалитет и вкус, пробајте го Elite Deluxe. 25 години со вас. Елит кафе. Месец на батерии во Девалт. Овој ноември, со секој купен батеријски алат од Девалт, добиваш подарок дополнителна батерија. Затоа што работата не смее да запре. Девалт, гарантирано мокни. Насмевката доаѓа веднаш после првиот залак. Во нова амбалажа. Млекара Јока. Размислувај природно, храни се здраво. Ова е причината поради која што јас готвам. Која е вашата? Утре понеделник, нова работна недела, нека започне со Good Nature чај за добро утро.
Најубаво започнува денот со good nature чај за добро утро. А седењето дома може да биде досадно, но воопшто не мора. Знам дека треба да сме дома, знам дека не смееме да се групираме, треба да си седиме со блиските и тоа е тоа, но направете си го седењето забавно, гответе. Еве јас на пример готвам многу во последно време и како секој искусен мајстор веќе имам омилени состојки кои не ги менувам за ништо. Ако ми треба брашно конкретно, моето брашно е Кадино број 1 во кујната. А среќа игра улога у овој свет? Среќа игра секаде улога. Секаде, да? Секаде, не само во модата. Имаш некој момент кај што знаеш леле каква среќа, како ми улета ова добро, нешто така да ти текне? Знаеш? Па види, среќа што сум била таму, среќа сум имала што сум работела за сите, нели дизајнери, среќа сум имала што ете после 10 години Викторија Секрет конечно и текна да се јави и да праша за мене. Тоа ти беше цел? Онака? На секоја манекенка, ајде да кажам, е сон. Добро. Да работи за Викторија Секрет. И како се случува тоа? Ти звони телефон, пример? Или мејл? Што добиваш? Спиев и букерот ми се јави, викам слушајалите, молам 10 саата, сабота ја мислам, ден за фамилијата. Ако имаш нешто да ми кажеш, значи сега не ме лажи. Не, стварно Викторија Секрет се јавија, сака да сликаат со тебе и не кажував на никого, затоа што секој пат кога ќе кажев нешто, никогаш не испаѓало. Веруваш така работи? Па не верувам, ама дека ќе го расипеш? Па не, точно, дека ќе си го расипам тоа. Ја мислам дека глупост тоа да викам. И јас, ама овој пат преќутев. Да, зашто толку многу го сакаш. Точно, и сликав 2-3 пати и тоа е тоа. Е сега, тие плаќаат пример подобро или не? Да, плаќаат. Значи види мангупи, ем сите сакаат да дојдат таму. И потоа што многу плаќа, сега се банкрот. Да, точно, да. Сега повеќе не ни прават риби. Пусти Викторија Секрет. Се више нас со Секрет. Њујорк уште малку сакам да те прашам за тоа. Се седиш долго време, ти немаш цело време другари што ти доаѓаат онака буквално 365 дена. Така веројатно морам да признам дека или да. Да, моето место во Њујорк беше како станица онака главна. Македонска амбасада. Да, како конзулат, како пашка конзулат. Сите што доаѓа од Македонија прво мора кај мене да застанат или да преспијат. Си се фатила некојаш момент да си речеш шо па овој спие кај мене? Или ова? Едно време не знаев кој веќе спие кај мене во стан, дури и кога не бе во Њујорк знаеше некој да дојде да преспие. И веќе не може, веќе последните години мајка ми ќе ми каже: "Еј, на комшиката, сестрата, тетката, внуката, втората братучетка." Има еден ден измеѓу ова. Телефонот е толку. А Америка имаше шанса да ја шеташ? Или не баш? Па не баш. Сум била во, например, 10, можеби, држави толку, да. А кој ти е онака град за живење некој? За во Америка? Не, сегде у светот. Пошто си секаде била по каде што реви... има море. Така, сакаш така Да, нешто? сакам, да. И да, море. Топло или не е битно топло, море? Ги сакам јас сите годишни времиња. Пример, Франција има море, ама има и ладнички делови онде на север. Види, во Франција, освен на Корзика, на ниту едно друго место не би се бањала, дури ни доленица, нели, и за пример одиш Сен-Тропе или било каде. Добре. И сликаш, така? Добре. Ние тоа го гледаме како финиш продукт, како готов производ, кај што се е убаво, сонцето е прекрасно, нема ни едно облаче, топличко, фино. Верувам дека е мака за тебе. Најчесто, пролет, лето, гардероба се слика есен-зима. А есен-зима се слика во пролет-лето. Супер, и, например, мора да се подготват. Да, и многу пати сме чекале да ми се врати бојата на телото, не да бидам со модри раци или со модри колена од ладно време. А јас сум или во бикини, или сум во шорцеви и во маичка, али истото сакам да го кажам и за кога сум сликала, не знам, капути, шал, ракавици на 30 степени. Но работа и не се шалам. Играш лото. Во Њујорк. Така, она како се вика таму лотаријата? Powerball? Ги имаш повеќе различни ги имаш, ама не Powerball, мислам дека беше она ако го фатиш джекпотот, онака најакото, така?
За Да. баш. Ева, си играв И лото. никогаш ништо не си... Не, со надеж дека ќе ми падне. И тоа замисли у Америка да ти Камера падне не седмица, човече. Замисли. Многу би било добро, ама никогаш ништо. Види, иако пола пари или како такса ќе ги вратиш, Што ти е али гајле? сепак е. Што ти е гајле? Да. А овде не играш? Не, знаеш дека не сум играла тука често гребки, знам да изгребам неколку, ако пројдам. Па нели во Сити Мол има... Абе има добро. Да, па се гребам. Абе зошто надаш да Не, ако, супер. И имаш ли вака, знаеш, делуваш како, што се вика реализирано, поише работи, и фала Богу си мајка на 2 дечиња сега, кариера успешна што ти ја знаем уште од дете буквално, значи сето тоа, што ти останува како цел да си исполнаприш онака што ќе ти го исполни срцето? Што би сакала да ти се случи? Од кај знам, викендица на остров ли, од кај знам, кој ти е Види, сонот? ќе кажам, тоа се све нереални работи, нели се сакам да одам до месец. Добро. Затоа ги кажам во наводници. Ама и реални. Или нема баш нешто? Па моментално нема. Да ја преживеам коронава. Да, добро, и тоа е убава желба. Точно. Да сме живи и здрави. Да сме живи и здрави, И точно. моите блиски да бидат живи и здрави. И тоа е... Да, не е... Никогаш не сум сонувала да имам нешто екстра, плюс. Значи тераш така, без планови, пример 5 години од сега сакам тоа? Ништо од тоа? Ништо од тоа. Зошто? Мислиш дека не можеш да... животот не знаеш што ти носи? Едноставно таква особа сум. Не планирам нешто во далечна иднина, точно дека планирам што треба да се јаде утре, што треба да се испазари, дека децата треба нели во градинка, ама до толку далечна некоја иднина 5 години, стварно не знам. Утре што ќе се случи. Кога сакаш некому да се исплачеш или не знам што, кај кого одиш? Кој ти е? Кај сите одам. Стварно? Лесна си на тие ствари? Види, не сум голем емотивец, но јас сум човек кој никогаш не држи во себе, затоа што едноставно како балон или на крај ќе се пукне тоа и не знаеш каде ќе ескалира, може некоја болест да се навлечеш, да не дај Боже. Озбилно. Така е. А кога ми е тешко, се јавувам на скоро сите мои другарки и така се олеснувам. А добро, не дека си позната, да ме сватиш погрешно, ама не знаел некој тоа да го Дека не искористи. сум. Ти која беше? А ти девојче шо бреш? Не најако беше. Извини се што ќе те прекинам, се возам во такси. Аха. И Овде кај нас? да, и господинот што ме возеше ми се врти, девојче многу си ми познат од некаде, викам па не знам сега, можне. Да, спотот на ламбе. И вака си гледам доле, Катерина, џабе Гучи, џабе Долче, џабе Vogue, џабе Ел, џабе Гламур. Али нема врска, види. Сепак ме препозна човекот. За некого ламбе е повеќе од Валентина. Точно. Со ламбе не си се чула колку време? Замисли. Има ти прилика да го позреш. Да, си се чула со ламбе? Пишеле, кога си пишавме стварно пред неколку месеци. Ајде! Дали беше роден ден на Кира или на Вања? Не, на Кира сега, не, претходно, да. Браво. Он ти пиша, значи? На некоја социјална мрежа, како да ме ги има многу, освен Инстаграм. На Инстаграм, мислам дека да. Па супер, тоа е одлично. Па супер, да. Па пораставме заедно со ламбе. А кај ламбе се? У Во Канада, Америка. Мислам. Како се менуваат работите, се ги сменивте местото. Имав снимање во Марсеј и другарка ми Бела дојде да види како е на сет, но си останавме уште 2-3 дена. И имаш да знам журка во Капанан, а јас станувам тога са бајле 4-5 наутро за да почнеме со шминка, дека кога снимам секогаш на локација, на фотографите, најмногу сака да го искористат така, тоа сонце е дневното најубаво. светло, да. Без блиц, без нешто. Чего, сме у Марсеј? Марсеј сме, да. Дека Капанан спомна име. Слушај, па толку што сакам да кажем сега, Капанан или журките траат до 4-5. Добро. И сега ја станувам и мене ми стига порака дека другарка ми Боте го изгубила телефонот. Добро. Па не е добро. И јас ја будам Бела, извини што те будам во 5 сат, но мислам дека треба уште месец дена да се задржиме во Марсеј. Зашто Боте го изгубила телефонот?
Значи женски, имаме групи, имаме слики, такви сочни муабети, разговори. И јас се пишувам на боте на Facebook тогаш уште имам, викам, шо правиш? Еве ништо, доче дома сум. Све како што треба. Викам, Слободанка, телефонот кај ти е? Ама ти од каде знае? Ама чекај сега, види сега. Ке го најдеме телефонот. Викам, Слободанка, јас веќе се јавив во твое име во Мобимак. За да една масовна гробница не ни направат. Едно 7 другарки да не става. И така, и тоа беше интересно. А ја молев цело време, те молам, стави си паспорт. Лок некој, да. Не, јас ништо не кријам, моја телефона бе, викам, девојче, не дека јас ки те го проверам, едноставно ќе го изгубиш. Не, јас не губам телефони. Нешто ни се деси тогаш и али се вратив па здрави живи и уште сум. Кој знае кај е телефонот? Кај сака нека. Да? Добро, си ги има таму виберите. А не све избришан. Викаш? Тврдам. Delete for everyone. And forever. And forever. Како мала многу сакав да сум адвокат, судија или политичар. Али сега... Зошто не си политичар, човече? Леле, зошто? Па зошто? Па знаеш ли, немам друга работа. Берлускони додека во неговите 22 години додека беше на власт, знаеш дека си била таму и си гледала, па го наполни парламентот со еден куп негови Чичолина, презентерки. Не, сега ти за таа иде само. Иначе да, окей, ама се што беше во неговиот медиа сет, нели, медиумска индустрија. Види, сака се гради држава или сакаме мис... А па што ти, не си поарна? Или мис влада да правиме. Чекај, кога ги гледаш какви се, пример, разни функционери и политичари, не си кажеш, ја ќе бидам болја? Тука му се наврв на јазик да ги кажам. Кога ги гледаш, еве, нема везе. Така, зошто па ти да не видиш? Не се шалам озбилно. Леле, не, па најверојатно... Чекај, го заврши факултетот политички Не, уште сум на политички науки, не, ама сега сакам да... А па ко тоа да има врска? Така? Не, се шалам, не. Порано сакав, да, ама сега си викам, кој нормален човек сака да биде политичар? Ќе се изненадиш. Ќе се изненадиш. Подобро да си се најмала држам. рака, замисли, билбордот, ваму го имаш Заев, Лупан, ваму Мицкоски, ово, и тебе у swimsuit. Гласај за, цап, број. Ке победам 100%. Па, ако не победиш, ќе влезеш у парламент 100%. Ако не победам, тогаш се 100% наместени. Тоа ми се допаѓа, веќе. Тогаш се 100% наместени. Тоа е трамповската политика. Тоа е, бе. Што мислиш за Трамп? Пратиш, следиш нешто? Во Америка? Да, те чуди моментот што си викаш, ало, во Америка. Не, ништо не ме чуди со Америка. Што беше таму, живееше таму. Не, ништо. Види, јас живеев во Њу Йорк, ама Њу Йорк не е Америка. Еј, што викаш, тоа е цел свет да, уедно. така. А си ли запознаено лично со некој од тие извиканите имења? Како Карл Лагерфелд, едно друго, такви. Нормално? Да? Да, па. Кој ти оставил најфин впечаток да си речеш, браво, бе, чиче, ова е Ламбе, овој Валентино, извини. Да, стварно Валентино? Иди зезе. Да, не, Валентино и Џон Галијано и Ралф Лорен. Тој беше со бркчињата Џон Галијано? Џон Галијано, да, кој долги години работеше за Диор. За Диор, па нешто, ама нешто со нешто Не, нацистички, што да, беше кажа тоа? против евреите некоја реплика, да. Кажа и го тргна од куќата Диор. А обратно, некој што си га, каков кретен. Почнав да не судам повеќе. Да. Да ги разбираш луѓето. Па не да ги разбирам, едноставно тоа е нивен проблем, не можам сега да се замарам. Добро, еве пример, хипотетички, некому можеш да му одбрусиш, рандом човек. Види, ама сега некој што е газда можам, на... ама што имам јас од тоа добро и да си ти да е моја другарка, на пример, некоја можам да ја давам совет, или да ја пофалам, да ја искарам, ама некој што е толку далеко од мене. Ама еве сила Ама не знаеш ситуација. тоа зошто го направил, дали ради негов маркетинг некој или не знам, некоја лудост. Да, каприц, од кај знаем. Значи не можам да судам за тоа. А и со обични луѓе си таква? Само да речем, пробуваш да... За моите пријатели, фамилија не сум таква. Многу сум критична, но да? И само критична морам да признам. Да. А се лутиш? Не.
Не се лутам. Да си Затоа онака бебо љутка кога нека. е лут, само на мене ми става по телефон и знае дека јас сум магаре, тоа што може све да Фрли му на искрпи. самарот. Така и он на мене така најчесто ми се прасни. Ама стварно не се лутам. И сакам Едор, кој те научил да и си таква? сакам Луѓето не се природно такви, да се дедо разбереме. ми, дедо ми и мајка ми. Што ти викат? Па не, они се такви. И самокритични, и критични, и дури понекогаш претеруваат, и знам дека јас претерувам, но прифатете ме таква каква што сум. Ама хубаво е да си се историш сам на себе и Да, да си љут да, себе да. си отколку Да. тебе да ти кажам нешто што не ќам и да си расипам карма со тебе. Така е. Блиц прашања, бинџаш ли серии, која ти е последна? Како? Дали бинџаш серии? Извини, што е Кој го бинџаш? пишал ова? Ова ме бинџаш. Дали гледаш Гледаш. серии онака по 7 епизоди одеднаш да Да, пукнеш? само така гледам серии и Последна која ја изгледа така? The Јас Озарк ја Barrier, гледам. ли се викаше? The Barrier, така, а шпанска Е, е. Па нова е шпанска и многу се зедно. На Netflix? Да, зет ми ја даде и мислејќи дека се сите сезони снимани, тоа само прва сезона. Ау, не леко го неќам така да. Одвратно, значи дај ми ги сите да ги нагледам во еден здив и чао, пријатно. Нема веќе Иначе муаве немам време се за зет. телевизија, ама не дека нешто не сакам да гледам телевизија, туку стварно немам време дека не сум дома ако не и и сум деца и зафатена све. сега со деца и Си била ли некојаш толку Побрзо, пијана ајде, побрзо. да ја гушнеш шолјата во диско? не сум била многу пати поднапина за да гушнам нешто друго, али шолјата никогаш. Да оставиме на тоа. Си била ли некојаш по папучи негде, ама да излезеш, а да не е По тоа блиска папучи? продавница? Да, да отидеш негде По така. пижами со- сум излезла. Да? Да шетам куќа, например. Тоа. Да. А шо е тука? Сигурно имаш добри пижами. Да. Немој да мислиш дека со чипка Викторија Секрет спијам. Ево, дечко, пижами зимам и на татко ми чорапите Да што ми се оставиме на спијат. мојата фантазија. Ајде, да оставиме. Благодарам. Да. Дали си попила корпа од машко? Не. Гледаш тоа колку е лошо? Ти не си реализирана целосно дори не попиш корпа. Не сум попила Не, добро, корп, ама окей. види, чекај малце, морам да ти кажам. Ни јас никогаш никога ќе да свати. Дека Да. смера да дајка ќе кажам, ни ја не сум бил. Јас никогаш немам најна корпа. Едноставно. Повелен! Open 24/7. Да. Дали ајвар или кавијар? Ајвар. Да. Ајвар? Секојаш во секој време? Па, кога ти гостував прв пат? Прв пат? Прв пат. Прва сезона. Па пред така, 12 и години. тогаш уште кажав дека сум извидник, тоест бев извидник, не знам, 10-12 години одев на извидници, тогаш прв пат видов дека се јаде и придобра комбинација е мајонез и ајвар. Веќе ме потсети и ми текнува на тој Мајонез и ајвар, а кавијар... Што е тоа? Риба ли е? Што ли е? Јајце ли се, Јајца топчиња ли ли се, се? што е? Мали Или, јајца. Има едни Devil Eggs се викаат Ама во тие љути во си не, во фиш барови или во Добро, суши ресторани така, сум така. ги јадела и така кога е малце ставено со водка или шампањ. Можам, али види најчесто било као yes, it's good. Никој не ме гледа. Аха, ама си можела и вака да направиш. Не, па јајцето не може да го фрлам. Или као мистер Бин ти текнува кога Он еднаш така правеше? мачкаше, Точно. па е така. Да. Али ајвар и чварки. Имаме ајвар стварно во кола, Како, не се не зезам, стварно? да, зашто снимавме нешто претходно. Ајде. Друго, и можеме да одиме, ете, Вања тука морам да му кажам дека супер беше што не слушаше и не трпеше цело време. Гледате Еден на еден, овозможено од Good Nature, вкусот на природата. Знаеш што ме чуди? Луѓето почна да мислат дека е голем бизнис. Ајвар? Веројатно, пошто одеднаш искочени се 8-9 врсти, а до вчера имаше мамас и папас и оној дием. Толку беа. Ништо не знам, затоа што секогаш сум имала домашен ајвар. Не зезај, озбилно? Да. Па кој ти го Никогаш- прави? Па, Он Маврово негде наоѓаш. не. Порано правевме ние во Доран, дека во Доран имам куќа фамилиарна, на мајка ми страната и таму си правевме. Ама тоа е, онака се собираме, поише журка него... пет братучетки, 3 тетки, баба ми и дедо ми кога беа живи. Браво. А сега знаат, не знам, другарки да ми дадат, баби да ми дадат. Сакаш да потегла се ајвар. подгребнуеш, Да. од секој по малце. Точно. Али, Добро. али. Не толку колку што ајвар. Добро.
чварките мене ми се слаба точка. Вау. Обожавам чварки. Обожавам и татко ми. Ама пази, тоа сакам да кажам, не секој знае да направи чварка. Точно, и пази, не ги сакам оние како конец што се само месо. Сакам малце мрсничко, малце месо залепено. Да крцне, ама да има и од тоа белата. Ням. Од тоа белото. Па се. Да, па така се вика, па јас на морто дела како викам белките и црнките. Па нормално. А чварка е одлична работа. А со ракија ја пиеш или со... Со ракија. Со ракија, пази. Во чама многу сакам додам. Точно. Особено овој период. Ти си Кико. Јас сум боте болот. И се замаклија ночарите. Ај без ночарите и така вас другар ми ме нашминка преубава се. Значи преубава сме. Леле, браво! Кажи бре. Немој некој друг да спомнеш, ти мене. Кажи, па не спомнуваш. Абе, преубаво. Фала. Браво! Иначе ракија, чварка, чаршавче, купус, јадеш купус? Како не? И карфиол или кисело. Немој без тоа. Со буњаковец одозгоре. Со буњаковец обавезно. Да. И тоа ми е омилено јадење пред јадење. Есенско-зимско. Да. Што сега доаѓа ки. И па тоа сам му се радувам. Татко ми ме праша дали сакам чварки, еден негов пријател направил и што беа онака не топли, не врели, ма баш убави за јадење, тазе, да. Леле. И пола кило за мене, пола кило за сестра ми, и јас ги ставив тука на совозачка седиште, додека си возев дома ги изедов. Не зезај, си лапаш вака? Не, како сончоглед ги јадам. Значи другаркиве дури се гадат од мене. Добре, како можеш како сончоглед да ги грижиш? Добра, немаш грижа на совест од калориите? Зошто да имам грижа на совест? Па зашо сепак пукаш тука едно 1100. Знаеш како? Имаш добри масти и лоши масти. Сигурно. Добро, така види, да види. За мозокот треба сланина, треба чварка. Треба, ама дали треба 100 грама или 400 или 800? Ама си ситничар сега, пајте. Ајде, добро. Јас сакам само лепче. Само лепче? Ај малце вака, еден гриз да го пробаш. Сакам да јадам со сенки. Ама не е со сенки, бе. Овој батко ти Ѓоко го има правено, овој. Го гледаш? Молерот. Со маската. Гледај сега, имаш ова. А дали ти ќе јадеш или нема да јадеш? Ова Ќе јадеш ли? Ова е моето, ќе јадам како нема да. Па извади ја маската. А изволте ти сега, да видам како ќе го намажеш. Колето? На колето. Ева го, ова е моето парченце. Без да капни тоа. Јас немав кај мене, така да тоа е минимумот што можеш да... Ја мисля дека бев многу поелегантен во мачкањето на ајварот. И сега ќе пристапам кон оценка. Постави го тука да споредим. Да не остане ништо. Ако се така се гледа дека. Ивиците ти се види. Цело исполнето. Точно, но ако можам да забележам кај тебе структурата во овој дел, текстурата на ајварот. И ако гледаш овде многу подебело имаш слојче отколку овде. А сега чирс. Ајде. И ја нема да дам јадам. Вања, стварно сакаш? Ништо подобро од поглед кон Скопје и таа зајва. Чварки да имавте. Добаре. Ама чекаме да престане снимање. Добаре. Сакаш да пробаш? Добро. Кики, фала ти за гостувањето. Good Nature чаеви. Ала? Густо чајни колачиња. Чај и чајни колачиња. Многу добри. Чајни колачиња. Знаеш дека да. И браво за ПКБ-то што имат прва македонска премиум паштета, бидејќи ајвар сакаш. Може сакаш и паштета, од кај знам. Толку само, ја мислев ајвар тегла ќе извадиш или чварки неш. И топли поздрави.